Следите урбаните вести на МТМ телевизија. Представата Трудна приказна во изведба на театар комедија од Скопје е најдобрата представа во целина на годинишниот 52 македонски театарски фестивал Војдан Чернодрински во Прилеп. Фестивалот завршува вечер со доделувањето на наградите и со изведбата на мюзиколот Тајно моја на македонската опера и балет во чест на наградените. Следуваат насловите на денот. Започна кампањата за заштита на шумите од пожари. Пешачки патеки и тротоари во автокоманда и железара. Се обновува хоризонталната сигнализација во Драчево. Потпишан меморандум за соработка меѓу Паркинзина општина Центар и Храна за сите, банка за храна. Од денеска започна да се спроведува кампања за зголемување на свеста кај населението за заштита на шумите од пожари, преку делење на флаери, совети и препораки. Стручните лица се обидуваат да ги спречат пожарите во предстојната летна сезона. Зголемување на свеста кај населението за заштита на шумите од пожари е целта на кампањата која денеска почнаа да ја спроведуваат Противпожарниот сојуз на Република Македонија, Противпожарниот сојуз на град Скопје, Општинскиот противпожарен сојуз Аеродром, Македонски шуми и Дирекцијата за заштита и спасување. Во кампањата учествуваат активисти од противпожарните сојузи на град Скопје и ученици опремени со противпожарни шлемови. На плоштадот Македонија на граѓаните им се делеа флаери, а стручни лица даваа совети и препораки како да се заштитат шумите од пожари. Председателот на Противпожарниот сојуз на Република Македонија Никола Николов изјави дека целта на кампањата е да се предупреди населението за предстојната сезона за пожари на отворен простор. Во 99% од случаите причина за пожарите е човечки фактор, додаде тој. Целта на оваа кампања или активност е нормално да се предупреди целокупното население за предстоечката сезона од пожари на отворен простор. Оваа година можеби во моментов не изгледа толку актуелно заради врнежите, но од друга страна ние што се бават со оваа проблематика, токму тоа и ги загрижува, бидејќи тоа придонесува да имаме многу бујна вегетација пред се трева, кое што ако настапат летните горештини пропратени со снушни периоди, тоа ќе биде екстремно лесно запалив горлив материјал и може да очекуваме голем број на пожари. Да се потрудиме сите заедно како граѓани да бидеме внимателни да не предизвикаме пожар. Секогаш кога сме во ситуација да престојуваме надвор од урбаните средини и согласно со овие препораки што се тука во пропагандниот материјал во флаерите, ако се види, односно ако се открие некој пожар, веднаш да се знае која е постапката, каде да се јави, на кој број, до кој институции, што да се каже. Председателот на Противпожарниот сојуз на град Скопје Никола Бојковски упати апел да не се пали отворен оган во шума, да не се палат стрништа, излетниците, туристите и берачите на лековити билки при престојот во шумите да внимаваат да не предизвикаат пожар и да не се фрлаат до горчиња и од пушоци во шумите. Да не палат оган во шумите, бидејќи тоа е забрането со закон, и со тоа би можеле да предизвикаат, се разбира, пожар. Потоа, со оглед дека најголемиот број на шумските пожари се предизвикуваат надвор од шумите, не во самите шуми. Особено сега после жетвата, земјоделците, оние неодговорните, иако е забрането со закон палењето на стрништата, ги палат стрништата, па потоа огинот од стрништето оди во блиската шума и се прави проблем. Понатаму излетниците, туристите, берачите на лековити билки и така натаму, при престојот во шумите да внимаваат на било каков начин да не предизвикаат евентуално пожар. Минувањето со возилата низ шумите, на затворени простори кај што има сува вегетација, да не се фрлаат до горчиња од цигаре, бидејќи на високите атмосферски температури сува вегетација многу погодува за предизвикување на пожарите. Околу објектите да не се пали коровот, туку тој да се собира, да се складира на безбедно место како не би се предизвикал пожар и на објектите и во шумите. Со еден збор да внимаваат граѓаните на секаков начин со своите постапки, со своите активности да не предизвикаат
пожари, бидејќи знаете, ние често велиме дека со овие кампањи и еден пожар помалку ние сме задоволни, целта сме ја постигнале. На неколку локации во општина Газибаба се градат пешачки и пристапни патеки. Патеките се од павер елементи, а нив ги изведува фирмата РМК Градба. Општина Газибаба интензивно работи на подобрување на сообраќајната инфраструктура во општината, овој пат со акцент на обезбедување на поголема безбедност на пешаците. Нова пешачка патека од павер елементи во должина од 30 метри и 17 скалила, кој се со ширина од 1 метар и должина од 1,5 метри, е изградена во населбата Железара и истата води кон населбата Чаир. Исто така во населба Автокоманда, општина Газибаба, продолжи со изградба на пешачки патеки и тротоари од павер елементи. На улицата Јани Лукровски изградени се пешачки патеки и тротоар со површина од 200 метри. На улицата Лазар Поптрајков е изграден тротоар и приодни патеки до зградите 41 и 43 од павер елементи со површина од 450 метри. Градежните работи ги изведува фирмата РМК Градба. Паркинзи на општина Центар и Сдруженијето Банка за храна со заеднички сили ќе се борат против сиромаштијата и гладот. За деталите малку подоцна во вестите. Со цел подобрување на безбедноста во сообраќајот, општина Кисела Вода деновиве интензивно работи на обнова на хоризонталната сигнализација во Драчево. Општина Кисела Вода започна со обнова на хоризонталната сообраќајна сигнализација низ улиците во населбата Драчево. Како што информираат од општината, повторното обележување на пешачките премини се врши на улиците кои се во надлежност на општина Кисела Вода. Активностите, се вели во соопштението, имаат за цел подобрување на безбедноста во сообраќајот во општина Кисела Вода и ќе продолжат во наредниот период, во зависност од временските услови. Паркинзи на општина Центар и Сдруженијето Храна за сите Банка за храна ќе соработуваат во борбата против сиромаштијата и гладот кај локалното население од социјално загрозена категорија. Според податоците на Сдруженијето, над 2000 луѓе јадат само 2 до 3 пати неделно, а над 3000 тони храна се фрла само на депониите во Скопје. Директорот на јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар Саша Богдановиќ и председателот на Сдруженијето за поддршка и помош на социјално исклучените и сиромашни лица Храна за сите Банка за храна на Македонија Душко Христов денеска потпишаа меморандум за соработка со цел да се создадат услови за заедничко делување и посветеност во борбата против сиромаштијата и гладот кај локалното население кое спаѓа во категоријата на социјално загрозени и сиромашни лица преку формирање на Банка за храна на локално ниво. Директорот на ПОЦ истакна дека заедно со Банката за храна ќе соработуваат со компании што произведуваат прехранбени производи и ќе склучуваат договори и преку нив ќе успеваат да донираат на сите оние на кои им е потребно. Сакаме да воспоставиме на практика која што функционира во сите останати поголеми држави и центри во Европа и светот, во соработка со Сдружение на граѓани, компании кои што се бават со тоа, постигнеме да на територија на општина Центар на локално ниво отвориме една банка за храна, ние како јавно предпријатие да бидеме еден логистички центар и преку тоа да сите сиромашни, односно луѓе кои што имаат потреба од храна, добиваат преку јавното предпријатие и преку банката за храна. Целта на овој меморандум е да подигнеме малку свеста кај граѓаните, да се посветиме и на тие категории кои што тоа највеќе им е потребно. Ние како јавно предпријатие веќе ќе треба да обезбедиме соодветни услови, простории преку кои што ќе се наоѓаат магазините за сместување на храна. Сдруженијето за поддршка и помош на социјално исклучените и сиромашни лица Храна за сите Банка за храна на Македонија постои 7 години и во овие 7 години има добиено и поделено над 500 тони храна. Според председателот на Сдруженијето Душко Христов, над 2000 луѓе кај нас јадат 2 до 3 пати неделно, а над 3000 тони храна се фрла само на депониите во Скопје. Христов вели дека тие не сакаат пари, туку сакаат да ги донесат европските практики и закони во Македонија, како на пример што е законот во Франција за нефрлање храна од маркетите, затоа што 10.000 тони храна што се фрла во Македонија е како градот Кочани да јаде цела година. Мислам дека е еден најпозитивен и најхуман гест и чин кој што може едно јавно предпријатие да го направи во тој поглед. Ние сме тука исто
дел преку нашите партнерски организации, да ја споделиме, односно доставиме храната која што е потребна на, ви спомнав, на бројот на луѓе кои што имаат потреба. Никаква организација не бараме средства, не бараме ништо. Бараме еден ваков тип на соработка каде што можеме да ја примиме, регистрираме и потоа врз основа на одредени планови наши заеднички со центрите за социјална работа и другите граѓански организации да ја доделиме, односно поделиме храната. Може да замислите дека 10.000 тони храна која што се фрла во Македонија, тоа е градот Кочани да јаде цела година. Со подпишување на меморандумот ќе се подигне свеста за општествената одговорност, ќе се зајакне свеста на локалната заедница за значењето на средината во која не би постоеле гладни лица, ќе се зајакне хуманоста и помагањето на социјално загрозените лица и ќе се покренат иницијативи за понатамошни хуманитарни акции за помош на овие лица. Средното угостителско туристичко училиште Лазар Танев на 28 и 29 јуни ги отвара вратите за идните средношколци. Малку подоцна во вистите ќе ги дознаете деталите на оваа тема. А во продолжение, Народниот правобранител покрена иницијатива за измени на Законот за заштита на децата, со кој се бара правото на родителски додаток за трето дете да може да го уствари таткото во случај кога мајката не ги исполнува условите. Во најголем број случаи ранливите категории се оние кои не можат да го устварат правото за додаток на трето дете. Народниот правобранител покрена иницијатива за измени на Законот за заштита на децата, со кој се бара правото на родителски додаток за трето дете, да може да го уствари таткото во случај кога мајката не ги исполнува условите. Иницијативата, како што денеска информираа од канцеларијата на Народниот правобранител, веќе е доставена до Министерството за труд и социјална политика. Според Народниот правобранител, оваа одредба од законот е дискриминаторска и ги става во нерамноправна положба мајката и таткото како родители на детето, што е спротивно на Уставот и на Законот за дискриминација. На таткото како родител кој што согласно правната регулатива, меѓународните конвенции и обврската, подеднакво да се грижи за развој на детето, пристапот до ова право му е овозможено само во исклучителни случаи, односно кога мајката не е жива или кога таа од оправдани причини не може да се грижи за детето. Тоа значи дека таткото е исклучок што сметаме дека представува дискриминација по основ на пол и има основа за промена на Законот за заштита на децата, изјави заменик Народниот правобранител Васка Бајрамовска. Од друга страна, како што посочи Бајрамовска, нелогично е и тоа што право на додаток за трето дете може да добие мајка која е во работен однос, а онаа која прима социјална или друг вид помош мора да се откаже од тоа, за да добие додаток за трето дете. Според Народниот правобранител, одредени законски услови што мајката треба да ги исполни за да го добие правото на додаток за трето дете, во пракса се контрадикторни и се основа за нееднаков пристап меѓу граѓаните. Информациите со кои располага Народниот правобранител покажуваат дека во најголем број случаи ранливите категории се оние кои не можат да го остварат правото за додаток на трето дете. Од канцеларијата на Народниот правобранител сметаат дека има потреба од сериозна анализа на постојното законско решение. Младите спортисти од општина Кисела Вода, на кои општината им ги отстапува спортските сали и терени за тренинзи, денеска беа во посета на градоначалничката Билјана Беличанец Алексич, која нагласи дека и во иднина општината ќе биде активна во делот на обезбедување на услови за развој на спортот. Градоначалничката на општина Кисела Вода Билјана Беличанец Алексич денеска ги прими спортистите и спортските клубови од општината. Традиционално на средбата присуствуваа голем број на спортисти од спортските клубови за кои општина Кисела Вода обезбедува бесплатни термини за тренинг и надпревари во спортските сали Независна Македонија и архиепископ Доситеј. Имаме одлична соработка со општина Кисела Вода која на крајот резултира со освојување 3 титули во сениорска, кадетска и јуниорска конкуренција. Се надевам дека таа соработка ќе се продлабочи во следниот период, од причина што сакаме да се приклучиме на општинскиот проект Спорт за секое дете, бидејќи најмладите се најдрагоцени за развој на спортот, истакна тим менаџерот на женскиот кошаркарски клуб Бадел 1862 Љупчо Павловски. Благодарност за обезбедените
најдобрите услови за тренинг и надпревари, искаже и председателот на ракометниот клуб Спартак Кисела Вода Сашо Динковски. Градоначалничката на општина Кисела Вода на спортистите и спортските клубови им ги честита постигнатите резултати во изминатата спортска сезона, им посака понатамошна успешна спортска кариера и меѓу другото посочи дека општината Кисела Вода и во наредниот период ќе биде активна во делот на обезбедувањето на услови за развој на спортот, се со цел голем дел од младите безгрижно да спортуваат во спортските сали. Средното угостителско туристичко училиште Лазар Танев на 28 и 29 јуни ќе ги отвори вратите за деветоделенците, односно за идните средношколци. Во студио разговараме со директорот на училиштето Лазар Танев, Зоран Николовски. Како што најавивме пред малку, време е да го представам и мојот соговорник во урбаните вести, господинот Зоран Николовски, директор на Средното угостителско туристичко училиште. Добар ден и добро ни дојдовте во вестите. Добар ден и добро ни најдовме. Поводот за вашето гостување во урбаните вести е секако уписот на идните средношколци, кој што е предвиден за 28 и 29 јуни. Јас би сакала да го започнеме разговорот токму на оваа тема. Колку слободни места се предвидени во вашето училиште? Јас би рекол дека имаме доволно слободни места за сите заинтересирани ученици кои не доаѓаат од основните училишта, како и секоја година запишуваме повеќе паралелки од занимањето готвач, слаткар, келнер, пекар и од 4-годишните занимања хотелско-туристички техничар и угостителски техничар. И би напоменал дека сите овие занимања се далеку барани на пазарот на трудот, односно кратко и јасно дека нема невработени во Агенцијата за вработување на Република Македонија активни баратели од овие струки кои што го завршиле нашето или во другите училишта во Република Македонија. И тоа е еден мотив повеќе да родителите и нивните ученици се определат токму на 28 и 29 јуни на уписот да дојдат во нашето училиште. Ние ќе им ја дадеме целокупната неопходна помош при пополнување на пријавите и на тој начин да бидат дел од нашето училиште и да ги започнат нивните први чекори во нивната кариера. Јас би напоменал што тие би работеле во, бидејќи груба е формулацијата на занимањето, например ако кажеме келнер, малку е груба формулацијата, но тоа се сите оние работни места во ресторанскиот дел кои ги работи лицето со оваа квалификација. Тоа се, например, лицата кои што ќе работат на баровите, сомелиерите кои што ќе ги препорачуваат и презентираат убавите вина, потоа бариста, новото занимање што ќе работи подготовка на разни видови на кафе, меѓутоа и со мешавина на барските пијалоци, дел од барските пијалоци, што е една голема комбинација на кафења. Потоа сите оние кои што ќе работат во оној ресторански дел во менаџментот со храна и со пијалоци. И бидејќи ова занимање дефицитарно, нашите ученици скоро секогаш после првата, втората година веќе прераснуваат во раководен кадар на овие објекти, бидејќи знаеме дека во голем дел од угостителско-туристичките објекти работи несоодветен стручен кадар и работодавачите секогаш им даваат предност на нашите ученици како образовани во таа струка, што познаваат еден-два странски јазици и кои што се чекор понапред од сите оние кои што се затекнале во угостителството, односно што од било која причина започнале да работат таа работа, иако не е нивна професија. Меѓутоа, сето тоа е далеку дефицитарно на пазарот на трудот и ние го слушаме апелот на работодавачите кои што буквално секојдневно се обраќаат и до нашето училиште и бараат вработени во кујна, во ресторан, на рецепција и така натаму. Занимањето готвач е едно од нашите најатрактивни занимања, бидејќи нуди можност за работа во сите делови на кујната, дали во ладната, топлата кујна, потоа во сите оние ресторани што работат ала карти, во сите оние мензи, кујни во кои што се подготвуваат голем број оброци за пансионските гости. Меѓутоа, во последно време во Република Македонија сме сведоци на инвестициска кампања која што донесе многу странски инвестиции и заради оддалеченоста од градовите каде што се лоцирани и специфичниот процес на работа, тие добиваат кетеринг, услуги кои што ги подготвуваат ученици кои што токму ние ги бараме денес. Занимањето слаткар е едно специфично исто така занимање кое што нуди одлични перспективи, како и претходните две, не само за вработување кај нас или секаде во светот, туку и добра основа за започнување подоцна на семеен бизнис
во кој што може да бидат вклучени и останатите членови на семејството, како што тоа е традиција во западноевропските земји, но и во нашата земја, морам да кажам, бидејќи голем дел од учениците кои што се запишуваат во нашето училиште, доаѓаат токму од семејства кои што имаат традиционален угостителски дух или имаат веќе развиен некој бизнис, семеен бизнис во угостителството или туризмот. Занимањето пекар е исто така 3-годишно и далеку барано занимање на пазарот на трудот. Под далеку барано се подразбира дека моментално недостасуваат можеби 200 или 300 пекари само на територија на градот Скопје, според моите информации. Исто толку готвачи, исто толку келнери кои што можат веднаш во овој момент да се вработат доколку ги имаат тие стручни квалификации. Значи се работи навистина за голем дефицит кој што се чувствува и не можат работодавачите успешно да ги извршуваат своите секојдневни обврски, меѓутоа и не може да оправдаат нивната инвестиција која што е направиле во проширување на капацитетите, отворање на нови капацитети, а ние сме сведоци дека само во нашиот главен град има неколку нови хотели кои што би започнале со работа во следните 3 или 4 месеци, така да перспективата за вработување на оние ученици кои што сега ги повикуваме да се запишат во нашето училиште е навистина голема. Истото е со 4-годишните занимања. Занимањето угостителски техничар е наше ново занимање кое што нуди одлични можности за надоградба во куинскиот дел и во ресторанскиот дел, и сите овие наши ученици би биле идни менаџери за храна и пијалоци, шефови на кујни и шефови на ресторан, односно би ги составувале сите оние менија кои што недостасуваат можеби во поголем дел угостителски објекти низ нашата земја и во Европа. Изучуваат 2 странски јазици, имаат убава наставна програма со голем број практични часови во нашето училиште и во сите компании. Занимањето хотелско-туристички техничар е исто атрактивно. Запишуваме 2 паралелки, од кои едната е билингвална настава на француски и македонски јазик. Исто така нуди можност за вработување. Тие можат да работат туристички водичи, да работат на рецепција, да работат во туристичка агенција, да издават авиобилети, потоа да бидат стюарди, стюардеси, да работат во аеродромските служби на чекин и многу други позиции кои што се навистина дефицитарни во туризмот, а знаеме дека 5% бележи раст во нашата земја, што значи приближно и толку вработени повеќе треба од оние што биле минатата година. Навистина импресивно, јас верувам дека овие зборови навистина ќе го примамат вниманието од наидните средношколци и на нивните родители, нели, како важен фактор во одлучувањето каде ќе се продолжи образованието на еден млад човек. Ги споминавме сите овие струки занимања, за која од споменатите најмногу интерес се појавува? Тоа од година во година е различно, меѓутоа занимањето готвач е секогаш атрактивно, потоа занимањето келнер исто така имаме голем број ученици кои што се запишуваат, но уште повеќе требаат. Особено би упатил апел до женскиот пол, бидејќи некогаш балансот беше 50-50, сега е некако 60-40 во корист на момчињата и тука можеби имаме недостаток, а работните позиции се паралелно. Не постои некој ресторан што бара само машки пол или само женски пол, туку тоа подеднакво се бара и можеби недостасува тие 10% кај женскиот пол. Инаку 4 годишните двете занимања се атрактивни, и хотелско-туристички техничар и угостителски техничар. И од 3 годишните ние запишуваме по еден клас сладкари и пекари, но тоа не е доволно. Но кога би имале повеќе ученици заинтересирани, сигурно дека Министерството за образование и наука ќе ни дозволи да запишеме и повеќе паралелки. Така, кога сме кај уписите, може ли да ни кажете кои се документи им се потребни на деветоделинците, да си направат една целосна документација за да не се случи некој привид па да бидат вратени? Покрај желбата, доволно им се само да ги земат свидетелствата од 5 до 9 оделение. Еден извод без разлика дали е стар или нов или датумот на издавање воопшто не е важен, да биде оригинал, и сето друго пријавата ќе добијат бесплатно во нашето училиште, како и сите инструкции околу пополнување на истата. Така, пред само 2 дена се одржа и завршниот испит кај вас во училиштето, кој што е навистина веќе традиционален, се одржува на еден многу интересен начин, свечено се прикажуваат сите знаења на матурантите, нивните умешности. Може ли ни кажете што се случуваше? Па за прв пат оваа година, според новите законски измени, имавме во комисиите, во жири комисијата представници од работодавачите. И тоа беше многу интересно, на учениците им даде посебен повод да тие ги покажат нивните знаења, бидејќи на тој начин полесно ќе се представат пред идните работодавачи
и тоа беше многу успешно. Поканивме голем број VIP гости од различни институции од нашата земја, од мисии акредитирани во нашата земја, од амбасадите, од основните училишта, од средните училишта, од Скопје и од Република Македонија, наши деловни социјални партнери, представници на туристичките агенции, на угостителско-туристичките компании, и на тој начин целокупната храна што беше подготвена од испитните прашања, ние ја презентираме на една убава изложбена македонска маса, каде што присутните гости најпрво треба да фотографираат за да ги имаат во своите спомени, а потоа и да дегустираат сето она што го подготвиле учениците, и на крај да го очекуваме резултатот од гласовите на публиката, дали се совпаѓа со гласовите на жирито. Верувам дека тоа е наистина еден интересен чин и несекојдневен и мотив повеќе да дојдат новите средношколци, деветоделинци, да бидат дел од средното угостителско туристичко училиште. И некаде пред самиот крај на разговорот, пред да ви заблагодарам за денешното гостување во Урбаните вести, уште еднаш ќе ви дадам збор и да ги поканите учениците на 28-29 јуни да бидат дел од новата 4-годишна историја на училиштето. Ние го кажавме апелот, нека дојдат, ние ги нудиме сите услови за квалитетна теоретска настава, за квалитетна практична настава, и сите овие ученици кои што ќе го завршат нашето училиште, покрај тоа што имаат можност веднаш да се вработат, имаат можност и да се надоградуваат понатаму, односно да се запишат на некој од веќе 5 факултети за туризам и угостителство во Република Македонија, и на тој начин да ја заокружат нивната кариера, која што ќе им донесе на вистина високи примања. Да подсетиме само дека еден главен готвач кој што би работел во некој елитен хотел, не мора тоа да биде во Република Македонија, има плата и од 15 и од 20.000 евра, доколку тој успе да ги помине сите тие чекори, тоаш на вистина тоа е убав повод. Или некој менаџер за храна и пијалоци од плата од 2.000, 5.000 или 10.000. Како што има многу менаџери во Европа и во светот на бродовите за крстарење. А зошто да не е таква плата да дојде во нашите објекти кои што се повеќе и повеќе се развиваат, имаат се поголем промет, и верувам дека и во нашите хотели и ресторани ќе има некоја достојна плата која што ќе биде доволна за да не се одлучуваат нашите млади луѓе да одат во странство и да работат за некоја сума, и на крај кога ќе ги одбијат сите трошоци што ги направиле таму за сместување, за храна, за живот, и да биде многу разликата да биде мала и да биде иста на она што би ја заработиле овде. Ви благодарам за гостувањето. Ми беше мило што имавме можност да поразговараме и да ги изнесеме деталите околу предстојните уписи. А вие, драги гледачи, останете со нас. Се враќаме повторно со вестите. Поради закажани технички зафати во електромрежата, во понеделник делови од општините Карпош, Киселавода и Сопиште ќе останат без електрична енергија. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје информира дека во понеделник без електрична енергија заради закажани технички зафати ќе останат неколку скопски општини. Во периодот од 9 до 13 часот без струја ќе бидат корисниците од дел од улицата Лиринска околу бројот 72 и дел од улицата Стрезово во општина Карпош. Во периодот од 9 до 11 часот без струја ќе бидат корисниците од дел од улицата Саса 18 во населба Пинтија, општина Киселавода. Во периодот од 9 до 12 часот без струја ќе бидат корисниците од Сопиште, улица 1 број 34 до црквата Света Мина, општина Сопиште. И во периодот од 8 до 15 часот без електрична енергија ќе останат корисниците од улицата Франклин Рузвел бројот 55 во општина Карпош. Утре во текот на денот ќе биде претежно облачно со засилен северен ветер и со повремени врнежи од дожд со ретки грмежи, пообилни во западните делови. Засилен северен ветер и пониски температури ќе има до понеделник, а во недела можен е слаб дожд. МТМ Метео е во продолжение.
Тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на Урбаните вести. Ви посакувам пријатна вечер и убав викенд. Довидување.